Добар ден. Добар ден на станот. Па вас ви е наместен? Наместен, ама сакаме некои промени, да. Некои или малку, многу шминкање, што сакаме? Па сакаме се. Се. Нова куња, нова гарнитура, излачка, врата. Охо, нареден стан успе да го направиме. Па добро, нареден стан беше за студенти, сега си е за семејно живење, функционален, практичен. Добро. Со подовите нешто сакате да промените? Па нешто мислам или ламинати или нешто точки. Значи, да. Темелно. Целосно би сакала да изгледат на станот да се промени. Добро, а естетски како би сакала да изгледа? Естетски со смирени бои. Смирено, нежно, така, лесно. Лесно. Едноставно. А некакви детали можеби? Нешто така? Да разиграт? Да. Добро. Значи ова не е кујната да ја големени така. Станот не изгледаше воопшто ненаместен, ниту неспремен за живење. Значи, буквално имаше се што треба да има еден млад човек за добар престој во еден стан. Меѓутоа, Бети сакаше за својот син да се изработи еден сосема нов проект, во еден сосема нов амбиент, се разбира по желбите на нејзиниот син и мислам дека ќе го направиме тоа. Ајде да видиме. Ете и гостинското рце. Добро, тука, што? Темелно точки, санитарија. Значи тука, комплетно. Добро. И бањата, претпоставам, ќе треба да се смени. Да, и бањата темелно и отстранување на некои дефекти. Ќе испитаме тоа, нека се ќе извадиме ние со санитариите. Се комплет се нова, така? Се комплет. Када се останува да има када или? Да има када. Со параван или може празно? Параван. Добро. Исто и плахарот сака да се промени. Така. Попрактичен. Ако може. Па ќе се обидеме. Вака кнап делува со оваа врата сега. Некоја измена, направиме некоја измена, баш. Добро. Овде две соби. Ајде да ги видиме една по една. Ова како детска Како соба да се детска организира? соба, Само нака со кревечче, со кревечче, да. Добро. Работна маса, друго така. Добро. Лицето да се промени на пахарот. Како сте замислили да се промени? Друга боја. Друга боја. Океј. Добро, вие на каснички остануваат? Може би? Може. Така нови изгледа. Размисли. Важи. Еви го на испалната соба. Си останува спална. Да, спална. Родителска, така? Добре, шона, хај. Плакар да се става. Плакар голем. Да се организира плакарот. Се става табишта. Мора плакар. Мора. Спална пептен. Добро. Значи јасно ми е, се треба да се смени, малку работи да се искористат, тие што сметат дека треба и што може. Сметате ви. Ете така, добро, смирено, фино, лежерно, со малку детали. Изненадувачки момент. И една врата фискална убава, за да може да се излегува на тераса, да се спои простор. Океј, јасно ми е. Горе-доле. Вие ќе ми одобрите дали ми било јасно или не. Станот има убав распоред со доволна квадратура за секоја од собите, две тераси и одлична локација, која е во најстрогиот центар на градот, но во зона што не е пребучна. Токму една убава урбана атмосфера. За некој кој би сакал да живее во центар, тоа е местото. Од друга страна, наместениот стан, кога подобро ќе погледнеме, има неповрзаности и верно, убаво е што Бети сака да ги замени плочките во бањата и ходниците, зашто навистина се грди и демодирани. Телевизорот е на многу чудно место, планиран да биде и пред радиатор и пред прозорец, што е многу непријатно за гледање телевизија, а кујната има целосно обратен распоред од она што би ни требало. Па затоа, ова би било нашето ново решение. Функционално кујната би ја превртеле наопаку од она што е сега, поточно по училишен пример, кој секој пат е најдобар ако имате можност да го примените. Шанкот кој ќе ограничи дневната е долг и тој ќе биде грб за едниот од двата троседа, што ќе ги наместиме паралелно, за да на долгиот зид го ставиме телевизорот. Тоа ќе биде нашиот центар во собата и вака ќе може да се гледа од троседите, од кујната и од трпезариската маса. Боите ќе бидат светли во целиот простор. Во бањата концептот останува ист, но со промена на плочките ќе направиме и целосно изменет изглед.
Спалната ќе ја организираме со плакар, кревет, мини комода пред него и место наткасна некоја интересна масичка. А гостинската работна соба треба да има нов тросет на отворање, работна маса, библиотека, значи соба претежно наменета за работа, барем во моментов. Акрон. Секој детал е важен. Пред илјадници години ги осветли нашите умови за да ја сватиме вистината. Трчавме низ вековите додека Томас Едисон направи чудо. И даде енергија и ние го дизајниравме егло во срцето на Австрија. Од 1969 секој ден растеме кон совршенството. На секои 2 секунди една светилка егло се вклучува за прв пат. Манекс го доведе во Македонија. Егло. My light, my style. Неверојатно е што се подот може да направи. На Бити дадовме задача целиот тој мебел што веќе го имаат во станот некако да го извадат, да го омажат ли, каде ќе го ставаат, не знам. Ние оставија цела кујна, која што просто беше жално нели да се фрли, па некаков договор направивме со дел од мајсторите да ни ја изработат. Значи да им ја дадеме па тие да работат за нас. И само тоа успеавме да го спасиме, да речеме, од наша страна во станот. Другото си го решија Бити самите. На така празен стан имавме позиција да започнеме со градежните работи и тие прво ја опфаќа електриката, па Јана отиде според проектот да му објасни на Миле што треба да работи. Електричарите работат заедно со рушачите. Оваа екипа требаше да ги симнат зидните плочки во кујната. Заедно со нив, на друго место во станот, се буши за новите електрични инсталации. А во бањите се прават некои корекции во водоводот според проектот. Се работи за корекција во тоалетот. Ми пречеше што кога ќе се отвори вратата, гледате право во водомерот. Па го скривме малку во дупката над која подоцна ќе има миелник. За ТВ инсталацијата, иако се договоривме центарот да иде во ходникот спротив влезната врата, излезе дека е најдобро да е покрај таблата над вратата, особено затоа што влезните инсталации доаѓаат од надвор токму таму. Успеа да се издоговорат за позициите во станот. И овие фази ќе се работат неколку дена, после што ќе треба дупките да се закрпат, а плочките во бањата и тоалетот да се премачкаат со специјално средство, над кое ќе бидат поставувани нови плочки. Затоа сум во Визбегово, со румена во те линди порцеланоса. Многу ви се добри новите модели, многу ви се допаѓаат комбинациите што ги имаш направено. Благодарам, драго ми е. Баш се интересни. И комбинации кои што веќе ги има видено нели во Шпанија, ми беа неспојиви до тогаш. Така тој го привлекува вниманието на клиентите и на некој начин ги насочува. Она што со зборе неразбирливо, овде прикажано вака, веќе може да се долови и да се разбере. И сето тоа да се замисли во нивниот простор. Имам нов проект, значи треба да работиме кујна, бања и тоалет.
При тоа сакам да направиме комбинација како минатиот пат што ми спомна, значи да искористиме некој убав декор од овој тука дел, така, а основната плочка да не биде од некој од комерцијалните класи, од горниот кат. И конкретно, да, ми се допаѓа дрвените декори многу. Така. Ми е интересен тој таму декор што го гледам во Коцки. Го има во повеќе бои, така, го има во повеќе бои и нијанси, меѓутоа да избереме бојата на декорот, да избереме после подна плочка и така да бидеме модерни. Да направиме соодветна комбинација која што ќе изгледа неодоливо. Да. Така. Може? Може да почнеме да ги разгледуваме, повелете. Да, еве ги тие. Каде се потемните? Еве ги потемните. Супер. Ето така, значи ова ми се допаѓа. Така, да. Тоа би сакала. Там дека и минатиот пат кога бевме на патувањето во Шпанија, ова ти остави најголем впечаток меѓу останатото. Ставено тоа. Ето така, и сега е прав момент да ги искористиме. Така, и сакам да ми предложиш сега некоја основна плочка и подна плочка која што можеме да ја искомбинираме. Веќе имаме умедна која што мислам дека ќе ти се допадне. Ајде да ја видам. Ајде повели. Ми кажа дека имаш нешто интересно. Сега не знам. Освен плочките. Така. Значи, кога кажав интересно, мислев интересно за гледачите. Добро. Значи, во текот на време траењето на оваа емисија, сите гледачи кои што ќе пратат SMS со текст Телинди, добро, може да го искористат како ваучер во текот на наредниот месец. Добро. Со 20% намалување. Браво. Така, мислам дека беше интересно. Грабам телефон. Вртам одма. Значи, Ива, ова е таа плочка за која што се зборував и сметам дека е убава комбинација. Многу ми се допаѓа плочката и ми се допаѓа димензијата што е ваква голема. Очигледно дека имаш добро искуство што вака ме погодуваш веднаш. Да, ми е драго што е така. Значи, совршено се разбираме и погодуваме. Видео станатото би сакала да го искористам овој момент. Да те поканам повторно на едно патување во Шпанија. Да, со цел она што тебе те воодушевите таму, да им го пренесеме и на гледачите. Значи тебе и твојата екипа. Ќе биде многу добро и за нас како екипа. Сигурна сум дека имаат пак нешто ново. Секогаш и секоја година ќе биде супер за гледачите и за вас. Покрај Порцелануса ќе посетиме и други фабрики, СТН, шпанската фабрика која е исто така. Овие плочки се од СТН, така? Од СТН, шпански, со одличен квалитет и морам да нагласам многу пристојни цени. Така, да. Со оглед на квалитетот, значи ќе посетиме и таа фабрика, за исто така гледачите да видат што се случува и како се произведува плочката, а секако да дознаат нешто повеќе и за квалитетот. Готово. А сега да завршиме работа, не? Ајде. И така, некои работи не може да се предвидат со промена во проектот. Па еве, во тоалетот мора да се изведат две нешта. Првата е што еден од зидовите мора да добие облога со подконструкција, за да се скријат дел од цевките што не можеа да бидат вкопани, а настанати се при дислокација на водомерот. Другата е што тоалетот сакав да биде без плочки на зидовите, туку да е обработен во боја. Па затоа старите плочки се симнаа, а за да немаме алтерисување, се поставија облоги од гипс картон. Вака молерисувањето ќе биде многу поедноставно. Лошо ќе биде оваа плочка, не е мазна. Подобро беше овој ќош да влезе. Не е мазна, да. Не е мазна и каде ќе се познава тумби при обработка. Да. А дека ќе ја правиме со оваа цевка. Многу извадна. Планот за во тоалетот беше да се измести водомерот, да стигне во малото дупче, аголче што постои во тоалетот и јас практично таму сакам да го дислоцирам во тоа дупче мијалник. Ми ќе треба да изработи една платформа на која што ќе застане надграден мијалник и практично под таа платформа ќе се скрие и водомерот.
Така што тука така некако ќе се реши тој проблем. Што ќе се гледа, што нема да се гледа. Не, тука треба да има едно вакво. Како потесче за мијалник да се стави. И ако пробаме некако тоа да го све натемпираме ние и цевката оддола под него да се спушти, не сваѓаш? Нешто дури до тука ќе стигне. Добро, тука ќе засечеме, може ќе се скрие, тука не е многу страшно. Кај ќе се скрие, жив ти мене гледай во пецантиме. Стрчи. Ова да биде на конструкција, Да, само се тоа. врзаш со плотната. Тука малце само ќе искочиме повише. Втората работа за гипсарите е таванчето во кујната и уште неколку посетни корекции наоколу. Лајсначи. Тоа е алуминско е лајсно. Ќе дое плочкари ќе ги сечат. Добро. Значи над плочки. Веднаш над плочките, А навака спрема овие плочки. според тоа, така? Да, ја така Милјата на земав. патосот тие. Така и земав мерка. Што Добра. тука е 215-220. Гуд. Како посебен таван го сметав, ама И пахот ќе го направиме така. Овде подобро ќе почува. Раскадава. Кажи ми дека може помалку да го направиме тоа? Да не биде 10, да биде 5, 5 и пол. Тука што треба да го правиме тоа. точичката Полукружно. не е полукружно, право би било. Право ти го? Право. Плочките беа во кујната залепени, се си беше супер, освен што на страничното зидче воопшто не треба да постојат плочки, затоа што таму по концептот на кујната имаме вертикална страница од фрижидерот и тој се лепи целосно на зидчето. Така што таму ќе кажам на Јана да ги одлепи. 12 саат ќе стигне братата. Денес? Yes. Добро. Знаеш што е едно. Со Биле се објаснив, се завршена е таа фаза, така? И сега кога бев на објект, видов дека еден ред плочки странично кои што треба да ни почне фрижидерот, тие ни се екстра. Да, управо си. Ова тука е грешка. Зашо? Па затоа што дека нема потреба да има плочки, баш ќе ти прават проблем. Физички проблем ќе ти направат, кога ќе го погледнеш фрижидерот од дека ќе гледаш едно лајсне, па доле ништо. Which means дека ова треба да се извади. Добро. Ја разгледав и бањата, значи многу ме интересираше бидејќи треба таму да сместиме када. Сега таму када една си имаше, која што си беше по димензија 1,60 м. Бањата има 1,61 м во моментот, што ќе рече дека новата када најверојатно ќе треба малку да се сецне од страните за да може да влезе. Бидејќи не ми се купуваат помалечки кади. Ме интересираше од плочкарот да ми објасни точно колку ќе има димензија, за да видиме колкав е проблемот и дали го има воопшто. И исто така ме интересираше да ми покаже како ќе му изгледа аголот на нели спојот на плочките на аголот, бидејќи Јана ми кажа дека не сакал да ги сече заради тоа што се лупела површината, што е нормално на гранитни плочки. И да видам. Ама каде ќе ја гледам таа инос на лесни? Ама добро де, ова ќе штрчи например тука на еден прав дел и после овие тука како? Може накаде да земам лестата, да изсечам и да споиме две плочки, да видим како ќе изгледа. Може? Ајде. Прво мислев дека има права, ел лајсна, но кога ја донесе за облената, веќе горе-долу ми стана јасно како ќе изгледа. И конечно кога ги постави плочките, се ми стана јасно. Аха, али оваа ќе ја ставиш откако ќе го ставиш овој? Јасно го. Добро, морете тоа. Кажи ми, од кога ќе ги налепиме плочките тука колку ќе ни остане оваа дужина, за може колку место ќе запатат? За када прашувам? Па ќе па дека да ќе кадата. Мислите кадата дали ќе Сега е 162, ова не знам дали ќе. 162 сега? Да, сега е 162. Ќе биде 160. Дека ќе биде баш 160 см тешко, затоа што плочките од лево и од десно со својата дебелина се веќе 2 см, плюс лепило ќе дојде 159-158 см. Значи, сецкање када ќе има секако. Тоа и не е толков проблем. Можеше да се извадат плочките од бањата, меѓутоа во нашиот случај и не мораше. Од проста причина што тие плочки се добро залепени, релативно се нови, на нив едноставно не им се допаѓа дизајнот на плочките, па затоа купуваме нови. Од една страна, вадењето на плочките повлекува неколку процеси. Значи, треба да се извадат, откако ќе се извади да се извади лепилото. Тоа ќе направи доста дупки на зидовите, па ќе треба да се премалтерисува, треба да се нанесува нова изолација на зидовите и така натаму.
така, значи прво е, нели, не е велам за процесот, туку се работи за средства кои што не мора да ги дадете во некој случај како нашиот. Па затоа, во таков случај може да се нанесува плочка на плочка, со тоа што треба да се стави многу квалитетен лепак. А плочките досега личат фантастично. За бањата го одбрав декорот од порцеланоса, во комбинација со плочки со многу голем формат, што особено ми се допаѓа, кога бањата делува дека е решена со 10 плочки се на се. Проектот за мебел беше решен и одобрен од Бети, иако наше беше да ги одлучиме колорите и тоналитетот на материјалите. И го објаснив на Јана и нејзина задача беше да и го објасни пак на Андја од Арбор и да осигури дека целата монтажа ќе биде во ред. Ангел, ова е просторот, небниот од кујната да почнеме. Прво, добро. Ете, според точките веќе е логично од прилика што ќе се случува. Почнуваме овдека со фрижидер, со 2 врати, 90 на сантима, значи. Потоа ни доаѓа машината за садови и потоа не ги беа водата, тука ни доаѓа садопер. Да. Навамо продолжува кујната, како 1,5 ќе биде. Овдека ни стои, ни е поставен аспираторот. Не е вградлив, туку само стоечки или плочки да го сме ги пуштиле, па можеш да видиш. А од оваа страна вртиме со еден долгшек, 45-ка. Па да, бидејќи таков е просторот. Да. Ова предпоставам дека ќе го Да, ќе се затвора со гипс картон, медијапански вратички, горе и доле, бели. Сега сигурно нема да бидат во сјајна завршница, ама ќе се договориме накнадно за тоа. Нема проблем. И плотната. И плотната исто ќе избере. Да. Следно што можам да ти покажам е позицијата на телевизорот, ќе биде поставен на овој зид, заедно со нели комода една толка. А на овој зид значи имаме една голема библиотека и подоцна значи едно парно се појава понатаму, долго, ќе има некаква маска како комодичка. Ќе мора да направиме нека целина таму да се спојат тие две, радиаторската маска и библиотеката, за да изгледа како цела инсталација. Так, од крај до крај на зидот да го решиме просторот. Тоа е тоа главно. Со волку убави девојки на објект работата би требало да лета, ама подобро да не се таму додека мајсторите работат. Мики продолжува со таванчето кое ќе ја скрие цевката за вентилација за аспираторот. Во принцип сакам спуштени тавани, затоа што даваат исклучителна слобода да се поставувате со најразличен вид светилки. Сакате вградни, надградни, висечки, а исто така дава слобода и во позиционирањето на истите. Единствено треба да се внимава на подконструкцијата. Дента за монтажа беа искомбинирани и момците со новата балконска врата, која беше качена низ балконот затоа што не можеа да ја качат никако поинаку. Со оглед на тоа што е зградава на прилично прометна улица и тоа едносмерна, па дополнително е на последен кат, имаше малку проблем. Сепак качено и наместено. Вратата е трикрилна ножица, која побарав да може да се отвора на левиот зид. Значи, ако сакате може да се отвори само едно крилце, а ако сакаат може да се отвори цела до крај. Бидете креативни. Почетни курсеви за фризери и шминкери. Академија Авангард. 3 136 175. Академија Авангард. Уживајте во прегратките на својот дом. Декор и дом.
Нешто, да, на сиво, крем, нешто помеѓу нека нијанса. Тие ги бидат боите од него. Па зависи има вака нешто на сиво на крем, зависи од моделот што ти се допаѓа, со тоа што имам нешто да ти покажам таму многу економична варијанта. Со тоа што истиот квалитет се останува, истите текстури си ги има, квалитетот е буквално истиот, како што се оние најексклузивните што ги држиме. Ајде да видиме. Ламинати, со тоа што веќе како варијанта ова е баш таква. И крем и сиво има во него. Точно. Комбинација. А повторно има таа текстура, веќе има некое влавнување, нагласена фуга, не е значи само на флет. Скроз рамна, да. Ова е совршено ќе ми се вклопи, значи точно е онаа некоја измеѓу нијанса. Баш, значи си доаѓа, значи веќе како моделче, значи баш на сиво, има и крем и сиво, така да мислам дека е одлично. Никако не, така младеж. Многу ексклузивно изгледа за 7 мм ова како дебелина веќе, со тоа што нели ова е само потенцирана фуга, не е вежлеп, туку е потенцирана фуга. Така. Јас мислам дека готов е изборот. Младешкиот ламинат ќе го искомбинираме со малку класична висока лајсна, која секој пат му дава елеганција на просторот, па го прави истовремено и модерен, и полесен, и поелегантен. За да го поставиме подот, треба да се завршени неколку фази: сменети прозори, поставени гипс картони, плочки и почетно изгледуван простор. Може и да е обоен со една рака. Плочките во моментов изгледаат одлично. Во ходникот и кујната поставени се нежни гранитни плочки со боја на бел оникс, а над зидот тулесто поставени плочки, тенки, а долги. Бањата е во комбинација на порцелано со декорот, а тоалетот со интересни плочки за декор, кои обично се ставаат на под. Во принцип овој стан можеше само нели да го извадиме мебелот, да поставиме ламинат или да го преработиме паркетот, да го наредиме со нов мебел, нова кујна и да биде пак многу сличен на ова сега што ќе го добиеме. Но зафат со средна големина се прествари во голем зафат. Имено тие посака, например, да се извадат лимените банкини на терасата и да се заменат со граници, да се постават граници од натрешната страна или мермери. Понатаму да се замени целосно балконската врата од обична еднокрилна, двукрилна таму каква им беше, со трикрилна врата која што ќе може целосно да се отвори пак натрешниот и надворешниот простор да делуваат како еден. И сето тоа си повлекува интервенција врз интервенција, повеќе гипс картони, повеќе емалтерисување, повеќе едно, повеќе друго и така натака, замена на сите плочки и така натаму. Има неколку работи што ќе ги сочуваме нели во станот или од него, тоа е трпезариската маса со столиците. Понатаму вратите нема да ги менуваме, туку само ќе ги скусиме на местата каде што имаме нели плочка на плочка или ламинат преку паркет кај што ќе дојде, кај што имаме проблем со отварање. Понатаму што друго ќе сочуваме? Па ништо, апаратите за кујната, со тоа што ќе треба да докупиме, нели нов фрижидер, побараат воен, што повторно ни менува нешто малку во кујната и така. Се на се, кога ќе се постави подот, ќе бидеме излезени од прашините и ќе може да се занимаваме со понежниот дел од уредувањето, мебелот. Да, и становите имале своја нежна половина. До следната недела во исто време. Завршеток во убав, лесен, нов дом.